еден напреден робот. Програмирањето на вештачка интелигенција не значи да ја даде слобода да не уништува, туку позитивно да помага на луѓето. Често во наука се вложува баш заради воени цели. Случајно радарскиот оператор кој дека ловел авиони сватил дека кафето му се загрева покрај радарот. Така имаме микрованови печки. Но со помош на вештачката интелигенција се зачестени бројот на хакерските напади, а сега со помош на Large Language Models и аматери полесно може да станат хакери. Нема подобра заштита од доброто образование на самите корисници. Колку е тешко да се дигитализираме во ова време? Порано било скапо, сега не е ни толку скапо. Многу малку е некогаш потребно за да се обучи општеството квалитетно да ги користи технологиите и уредите. WordPress is an open source CMS. Преводот беше WordPress е отворен извор на систем. Луѓето што ја користат вештачката интелигенција ќе ги заменат оние кои не ја користат. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здраво, професоре Чорбев, што го врти светот? Па вештачката интелигенција деновиве. Така е. Робо куче или робот човече? Робо куче за сега. Добро, ова дека ви е ново сега тази. Нова играчка си имаме на Финки, си ја сакаме. Работа со студенти или работа на компјутер? Со студенти секогаш. Секогаш се млади и секогаш е забавно со нив. Не знам дали има професор што друго ми кажал како одговор. Сите се со студенти. На нива или со студенти, Значи, добро, поздрав до студентите ако се толку добри. И работа на проекти со деца или со пензионери? Зашто и двете ги имате? Па најново со деца и по перспективно е со деца. Да. Ама мораме да ги пензионери видите. еден ден. Ќе бидат и тие пензионери, ама ако тоа мојата логика е дека ако ги гледаат пензионерите дека се среќни, ќе сакаат тука да бидат пензионери, а не во Германија, така што на тоа јас се надевам. Така треба да не ги заборавиме и нив. Сега денеска си имаме многу интересен гостин покрај професорот Чорбев. Ни дојде уште едно гостинче за Роби, да не биде сам, обично е само роботче, едно куче Милениче. Еве го. Како го донесовте ова? Не е животинче, ама сака да биде, претендира. Ова е еден напреден робот. Ние на Финки сакаме да си купуваме играчки, така ги нарекуваме, ама не се реално играчки, туку е многу комплексен, програмибилен робот кој што има high performance computing процесор кој што може и планираме да го допрограмираме и да го употребуваме во настава и во дипломски, магистерски и докторски студии за експериментална работа. Да го тренираме за да прави работи кои ги нема вградено инхерентно кај себе. И добро ги учите студентите да бидат фини со него, зашто еден ден може да ги освои. Ги учиме да бидат фини со него затоа што е скап. А иначе не се плашиме дека ќе не освојат. Бидејќи програмирањето на вештачка интелигенција не значи да ја даде слобода да не уништува, туку позитивно да помага на луѓето. Да ни помага во продуктивност, во грижа за постари лица, во едукација. Имавме еден проект баш на Финки со претходниот робот кој што го имавме НАО. Една колешка Невена го водеше тој проект. Деца со аутизам полесно комуницираат со робот наспроти со човек. И ги користевме роботите да се ослободат тие деца да почнат да комуницираат полесно преку роботите да стигнат и до луѓето. Така што роботите се тука да ни помогнат, а не да не уништат. Сите уживаме во филмови Терминатор, сето тоа, ама уживаме, ама вака кога ќе ти дојде после малку си како така исплашен. Така е. Не, мислам дека доста за баш во студиите како нов медиум се користи доста
алатката, неколку алатки кои што користат вештачка интелигенција и зборувавме и за тоа дали ќе не освојат, меѓутоа и за тоа дека најголемите сега што се, да кажеме, водечки имиња во светот во истражување за вештачка интелигенција, тоа го кажуваат. Дека мораме, ако ги учиме на знаење, мораме да ги учиме и на некои норми, што е добро, што е лошо, колку се посветува внимание на етиката кај компјутерите. Епа, има такви норми за роботите уште од Исак Асимов, од првите идеи за идните роботи. Има некои закони дека не смее да повредат човек, дека не смее со своите активности да предизвикаат штета на луѓе или повреда или слично. Проблемот не е во самите роботи или во вештачката интелигенција инхерентно, туку, знаете, воената индустрија е двигател на голем број од научните достигнувања кои што ги имаме денес и кои што ќе ги имаме во иднината. И сега во воената индустрија, во најново време, се најде место да се употреби вештачката интелигенција за полесно препознавање мети, за полесно водење на дронови кон непријателските позиции и така натака. И луѓето ја злоупотребуваат вештачката интелигенција за да направат помокни оружја. А баш дека вештачката интелигенција сама по себе ќе сака нас да не снема, не гледам зошто и како тоа би помогнало на истата, дотолку повеќе што ние ја создаваме. Но па научниците никогаш немаат такви идеи. Кога науката создава нешто, најчесто го создава за подобри некој сегмент, па после тоа тука некаде се губи. Така е, ама некогаш честопати вложувањата во науката изостануваат во мирно време и се ескалираат во време на војна. Многу од, знаете, технолошките секојдневни наши алатки потекнуваат во време на војни истражувања. Да. Авионите со кои првите луѓе го преминувале Атлантикот се бомбардери преработени за човечки транспорт, или микробрановите печки со кои грееме храна дома потекнуваат од радари. Случајно радарскиот оператор, тој дека ловел авиони, сватил дека кафето му се загрева покрај радарот. А така имаме микробранови печки. Така што, за жал, често во наука се вложува баш заради воени цели и впрочем и на месечината дојдовме, луѓето дојдоа, за да се затоа докаже што ракети се правеа за бомби да се префрлат атомски од еден крај на светот на друг. Па ајде сега ќе ја насочиме и кон Вселената оваа ракета, па може да ќе стигнеме и до космосот. За жал, истражувањата во технологијата многу често се иницијално мотивирани од воени побуди. Ова многу пати сум го слушала и секогаш ме потресува во исто време, но мислам дека дел од пронајдоците сега за среќа се прават и во бизнис борби, односно за една компанија да има одредена предност пред друга и за една економија да има предност пред друга. Паметните држави си вложуваат и кога нема војна во наука. Меѓутоа, да, во прв момент кога ќе има таква потреба ја користат и на тој начин пронајдоците и се тоа што се измислило, да кажеме. Што е во моментов хит? Затоа што вие сте, баш зборувавме пред малку, постојано на пат на конференции низ светот, не сте само тука локално, да кажеме, да работите со студенти и проекти, туку ве има насекаде и ги слушате некогаш и од прва рака, многу пред да дојдат до нас оние пронајдоци. Јас помнам дека и ние практично, нашата генерација, прва генерација на финки, и помнам дека уште тогаш се зборуваше за вештачка интелигенција, имаше роботизација, не почна со ChatGPT таа дискусија, ама некако вие сте во тој свет први да ги видите пронајдоците. Што е сега хит? Ја гледаме роботот Софи, еве тука имаме куче и така натаму. Што е хит во светот? Што е најновото достигнување? Хит во светот денес е употребата на вештачка интелигенција во различни домени на општественото живење. И еве пример ќе ви кажам. Прво сакам да споменам дека вештачката интелигенција не е нешто ново, туку концептот на вештачка интелигенција потекнува уште од 60-тите, 70-тите и во историјата на вештачка интелигенција ги има тие пикови и долини на големи очекувања од истата и разочарувања.
Најчесто предмет на вештачка интелигенција се некои проблеми и алгоритми кои се уште не сме ги совладале. Во еден период беше голем предизвик да се победи шаховскиот велемајстор. Да. Откако Deep Blue го победи тој тогашниот велемајстор, веќе тоа не е тема на дискусија, не е вештачка интелигенција, сега е еден обичен алгоритам. Па потоа препознавање на облици, текст, да се препознае OCR беше предизвик, па тоа се реши и така натак. И потоа некои технолошки достигнувања во вештачката интелигенција се доаѓаат со голем хајп, ама на крај не ги решаваат сите проблеми кои ветиле дека ќе ги решат. И затоа има тие долини на разочарување во минатото. Во моментот живееме во еден сериозен хајп за large language models, значи за овој тип на вештачка интелигенција на тренирани големи јазични модели со огромни податочни множества со текстови. И тоа е сега например, јас минатата недела бев да предавам во Тирана и во Рига, во Латвија и во Албанија, за употреба во едниот случај на вештачка интелигенција во cyber security, како таа помага полесно да се направат хакерски напади, како помага да се спречат хакерски напади и како вештачката интелигенција е жртва на хакерски напади. Добро, А потоа во Рига интересно. за употреба на вештачка интелигенција во психологија. Значи и како ќе имаме ботови кои ќе нудат психолошка поддршка на лица, додека чекаш ред, термин на психолог, ќе можеш барем привремено да комуницираш со еден бот, кој што делумно барем ќе го замени за ментално здравје. Барем да се гледате, премости. Во една недела на две сосема различни страни на светот, од Јадранско море до Балтичко море, AI во сосема друга област. И полека... Ама не само тоа, мене ми беше интересно и ова што го кажавте кај сайбер безбедноста, може да се најде на двете страни. Да, не е тука и Веќе двете страни ја имаат истата алатка и тој кој што се наоѓа. прави хакерски напади. Што е нешто најстрашно што се има случајно во таков тип на напад? Значи, дали се има случајно да сериозни институции, ние нашите институции има хакерски напади, но не ги сметаме за најнапредни во светот? Дали имаме случаи каде што се напаѓаат и најнапредните системи преку користење на вештачка интелигенција? Апсолутно, со помош на вештачката интелигенција се зачестени бројот на хакерските напади и се олеснуваат хакерските напади, бидејќи за да направиш една фишинг страница која ќе изгледа слично на вашата банка и ќе ве прелаже да внесете вашето корисничко име, лозинка, матичен број на лажниот банкарски сајт за да ажурирате банкарска сметка. Сега порано мораше да бидете веб дизајнер, требаше да бидете веб програмер, па да се помачите да го реплицирате изгледот на банкарскиот софтвер кај вашиот лажен хостиран вебсайт. А сега со помош на Large Language Models, со овие ChatGPT, например, или слични со Gemini, за неколку минути, за пола минута ќе му дадете наредба да ви изгенерира готов софтверски код и продукт идентичен на изгледот на e-банкингот на вашата банка и ќе го добиете тоа. Значи сега и аматери полесно може да станат хакери. И затоа фреквенцијата на вакви напади е зголемена и уверливоста на изгледот на тие лажни фишинг веб страници е зголемена. И колку платформите одговорија на ова, затоа што најчесто се пласираат тие фишинг страници преку платформи, дали ќе биде Facebook, Instagram, кликнете ваму во инбокс ви стигнуваат пораки или преку мејл. Колку овие платформи спремни го дочекаа нападот на аматери кои што треба да имаат само желба и ќе направат социјалните напад. медиуми се приватни компании и нивниот интерес е да генерираат профит. Второстепен интерес е да ги заштитат корисниците од лажни вести или лажни содржини. Апсолутно. И така треба да биде, тоа е работа на државата главно. Така, и нам ни е важно, мислам јас, дека треба да се образуваат и тренираат луѓето од најмлади до највозрасни, lifelong learning, да се сногаме во новиот свет. Исто на начинот на кој ги тренираме децата дека има зебра
пешачки премин, Да. па кога си поминуваш улица треба да погледнеш лево и десно. Треба сега децата да ги обучуваме кога ќе отворат веб страна да погледнат во URL-то горе, дали е навистина URL од банката или е лажно URL од некој сајт кој се хостира некаде. Така што за се ни треба, нема подобра заштита од доброто образование на самите корисници. А секако во тек А секако ние сме развиваме први во алатки образование. за заштита, да. Да напоменам дека вештачката интелигенција се користи и за заштита од хакерски напади. Јас Да. уште пред овој хајп, пред 15 на години, имав магистрант кој работеше во еден телеком оператор и симнавме логови од сервери на e-commerce апликации за да ги проанализираме и да најдеме во логовите кој е однесување најверојатно значи denial of service напад или хакерски напад на сајтот. Така што уште пред ова најнов хајп за AI сега, веќе работевме на употреба на алгоритми од машинско учење, се викаше тогаш, Да. за детекција на аномалии во однесувањето на корисниците, за да откриеш хакерски напад, затоа што едниот начин да откриеш хакерски напади е да го претренираш алгоритмот според човечко знаење, тоа е стариот вид на вештачка интелигенција, да развиеш експертски систем според знаење од некој експерт, од човек, како да препознава напад. Сега не ги тераме луѓето да ја научат вештачката интелигенција што е напад, туку самата вештачка интелигенција да се тренира од постоечки податоци. Така што уште порано тоа се правеше и сега со забрзано темпо се развиваат AI алатки за cyber security. Сега со оглед на тоа што ние како држава малку се соочуваме со одлив на кадар, а сите млади, односно најголем број на млади се запишуваат на финки заради нели подобрите примања во однос на другите и слично, не секогаш луѓе кои што сакаат тоа да го учат се запишуваат, меѓутоа генерално имаше една тема која што се отвори во економијата, па дали ни се потребни толку програмери? Може би и ни се, меѓутоа, например, има во медицината многу голема примена во странство дигитализацијата. Ние се соочуваме со особено одлив на кадар во медицина, па така се соочуваме со релативно лоша диагностика и слична. Видовме, сигурно и вие сте виделе таа слика, пример каде што многу рано може да детектира вештачка интелигенција зачаток на канцер, кај канцерот на дојка и така натаму. Има и други примери на примена на вештачката интелигенција. Дури имавме и тука доктор кој што зборуваше дека со 3D испринта направен баш ист орган како оној на пациентот, многу полесно ги спроведува операциите. И сега, колку ќе имаме во другите области помош од IT експертите и особено во медицината, можно ли е вештачката интелигенција да ни помогне како држава да спасиме повеќе животи, затоа што во тоа не сме најсјајни, да кажеме? Апсолутен факт е дека големите достигнувања на медицината во минатото и сега се токму благодарение на напредни технологии, нели, Да. магнетна резонанца и компјутерска томографија и слично и други диагностички и методи за третман се базирани на некаква технологија, особено во тие радиолошки методи, формирањето на сликата која радиологот ја гледа се прави со алгоритми од вештачка интелигенција и процесирање на слики. Ние на факултетот Финки сега веќе 3 години, 4, имаме еден проект EuroHPC, односно EuroCC2, развиваме компетенс центар за high performance computing, тоа се суперкомпјутери. Тоа е проект кофинансиран од Европската Унија и сме членови на мрежа од такви центри на екселенс за суперкомпјутери од цела Европа и тоа ни овозможува нашите суперкомпјутери да ги понудиме на европските партнери за да се извршуваат некакви анализи и симулации на тие сервери, но и нам ни се достапни нивните суперкомпјутери за да нашите големи податочни множества можеме да ги
процесираме на нивните помоќни суперкомпјутери. И Чисто да појасниме, ова е основа за создавање на било каква вештачка интелигенција. Податоците, големите податочни множества се користат како основа. Точно. Како што спомена, во минатото вештачката интелигенција многу често се состоеше експертите да изгенерираат некаков модел, експертен систем, кој ќе им помага на помлади експерти поефикасно да работат. Сега сме во ера кога вештачката интелигенција учи од големи податоци, big data. Big data се генерира се повеќе, сите носиме некои wearables систем, часовници паметни, носиме мобилни телефони во џеповите и тоа генерира огромни податочни множества кои се агрегираат и потоа се користат. Исто сите тие снимки од пациенти, сите истории на пациенти, диагнози, третмани, рецепти за лекови се чуваат, се агрегираат, се поевтино и полесно да зачуваш огромни множества на податоци и потребни ни се мокни компјутери и огромни податочни множества за да развиваме нови алгоритми и модели од вештачката интелигенција кои ќе ни помагаат. И медицината секако е дел од истражувањата. Ние на Финки печатевме со 3D печатар уште пред 15 години. И сега имаме соработка со докторот кој печати органи за да оперира. Исто така имаме проекти, професорот Маријан Гушев кај нас имаше проект за холтер за срце, каде што со алгоритми на вештачка интелигенција ги детектира аномалиите во работата на срцето во реал тајм со надежна предикција на срцевите удари порано пред да се направи неповратна штета на срцевиот мускул, например. Исто така навлеговме и во анализа со Александар на диабет. Преку работата на срцето можеш да детектираш диабет и да го следиш шекерот во крвта преку аномалијата во фреквенцијата на работа на срцето. Така што, апсолутно и во Македонија и секаде во светот се користат тие големи податоци кои често се генерираат во диагностички медицински методи и нови сензорски уреди кои генерираат масовна количина на податоци кои потоа ги процесираме и откриваме врски меѓу болестите или биометриските некои анализи кои не сме знаеле дека постојат. Или кога обработуваш огромни медицински некои податоци, се откри дека луѓето кои имале Lyme disease во минатото, тоа од комарци се добива од паразити кои ќе те каснат во Јужна Америка и слично, после неколку декади поголема е веројатноста да добијат Алцхајмерова болест. Значи, откриваш корелации меѓу податоци кои никој не знаел дека постојат. Тоа ниеден експерт не може да го каже бидејќи потребна е огромна статистичка анализа на огромни податоци за да се откријат вакви некои корелации. И ние, мислам, во Змај, генерално најголем дел од луѓето се статистичари и обожаваат big data, баш заради тоа, затоа што точноста со која што може нешто да заклучите е една преку анкета за одредена тема, а сосема друга која ќе добиете големи бази на податоци, ама предизвик е во Македонија да се добијат големи бази на податоци. Ние имавме пример каде што сакавме да ги следиме вработувањата, конкретно во јавна администрација, и побаравме од институцијата, тогаш беше Министерство за информатичко општество и администрација, и добивме, мислам, за мене беше многу чудно, бидејќи е за информатичко општество, добивме волкав топ хартија, испринтани, ама лошо испринтани, да не може, после сакавме ние да ги сликаме на брзина, па да ги ставиме во некоја алатка да не ги извади бројките, не можеше да се препознаат бројките за лесно да се извадат на податоци за вработувањата. Се друго го има, ама во многу агрегирана форма, каде што вие не можете што сакате да си истражувате. И сега зборуваме еве за здравството. Што ако немаме соодветен систем и дигитализација во здравството, како после тие податоци ќе може да ги собереме, да ги анализираме и да видиме што се случува или да направиме корелација. Ова се случува заради тој проблем. Сега, моето прашање е
кога и зошто на Македонија ја оди толку тешко да се дигитализира. Гледаме дека во некои области има напредок, значи може брзо да се даде документ. Па со ChatGPT барем може барања лесно да се процесираат и да се изработуваат или нешто што е редовно се изработува од страна на институција или на нас како луѓе, буквално само со внесување на твоето име може да ти изготви прекрасно барање, поубаво од сам да си го напишал. Колку е тешко да се дигитализираме во ова време? Порано било скапо, ама сега не е ни толку скапо. Само да ви посочам за дигитализација во здравството. Во Македонија мој термин веќе постои 15 на години така. И има одредена дигитализација, секако може да е далеку подобро и поефикасно. Зошто е битна дигитализацијата во здравството? Има и онлайн рецепти, не мора да ги носите, ќе одите во аптека, ќе го кажете матичниот број и одма ќе ви го извадат рецептот. Се извинувам токаш. Веќе подолго време тоа функционира. Зошто во здравството е битно? Еве уште еден мит кој се разобличи, злобен мит. Ние го имаме мој термин ете 15 години, но во Данска го имаат веќе 50-тина. И таму мониторирале деца во раст и развој и преку анализа на податоците медицински во Данска е потврдено дека аутизмот не потекнува од вакцините, туку со статистичка анализа на медицинските записи во Данска, кои многу подолго ги имаат од мој термин, се открива дека статистички аутизам имаат повеќе деца кои не се вакцинирани наспроти вакцинираните. Да, тој во Америка го правеа тој истражување. Кој, за жал, од една лажна статија сега се шири и го уништува здравието на младите невакцинирани и може да се случи дебакал од големи размери, е разобличен токму со медицински податоци. Конкретно дигитализацијата во Македонија може да се закочува или бавно оди од неколку причини. Прво, треба законска регулатива за тоа. Ние на универзитетот имаме информацијски систем и интегриран на УКИМ веќе 15 години и честопати се соочуваме со проблем дигиталните документи кои ги издаваме да бидат прифатени од другите институции. Другите институции често пати се инертни и веруваат само на хартијата. Ние се пријавуваме онлайн. Јас сега, бидејќи сум во iKnow системот, силам прилика, се пријавуваме онлайн како испит и потоа носите пак пријава на студентски, така, таа не се Законот за архивско работење налагаше да има хартиен доказ за вашиот испит, за полагањето. Добра. И ние, без разлика на онлайн пријавата и сето тоа, мораме пред Законот за архивско работење да бидеме чисти, да си се чуваат по еден хартиен записник за вашето полагање. Тоа не може да се смени? Може. Најновиот Закон за архивско работење го доведува го овозможува и дигиталната архива да биде сосема легална. Меѓутоа, исто така, споменавте дека е поевтино, не сум баш сигурен, затоа што, за да бидеме сигурни во дигиталниот запис за вашиот испит, мора да обезбедиме двофакторна автентикација за професорот која ќе ја внесува оценката во iKnow системот, да не се најави само со корисничко имејл и лозинка, туку исто како на лозите во банка што ги потпишуваме со SMS код или со некаков токен, мора и при најава на наставниците во системот за внес на оценки да се најават побезбедно. Мора да имаме дигитални сертификати за потпишување на тие пријави за испит кои се во PDF формат, значи мора да набавиш дигитален сертификат за професорите сите и за студентите кога се најавуваат. Сето тоа си чини пари. Треба да се набават серверски уреди за потпишување на тие, ние имаме на Финки по 1100, секоја есен се запишуваат студенти, 5000 вкупно. Честито. Треба да потпишеш 5000, например, во исто време пријави за испит. Тоа не може да го направиш на обично писи. Мора да имаш сервер, кој што не е ефтин, кој што може да потпишува по илјадници PDF документи во минут. Така мислите, што не значи дека цената е... Не мислам дека е цената главен проблем, но не е баш... барем кадарот кој што се плаќа, сега плаќаме, да кажеме, администрација, некој ја викаат обемна, некој не ја викаат обемна. За мене е битно дали е ефикасна и дали дава услуга или не дава услуга. Бројот е помалку важен. Меѓутоа, јас не сум
застапник на тезата да се отпуштат луѓето од администрација, јас сум застапник на тезата подобро да се искористат. Така е, Дека нема согласувам. логика да принтаат 500 страни па да ни ги пакуваат и така натаму, ако може со еден клик да ни ги пратат податоците, тоа повторно мора да биде многу безбедно и само јавни, ова зборуваме за јавни податоци што треба ние да ги добиеме, можат со еден клик да ни ги пратат, а наместо тоа да дадат подобра услуга, да кажеме да дојде пензионер кај нив што сака да научи како онлайн да плаќа, да дојде пензионер да му објаснат како се пополнува пријава, значи да има баш сервисна улога наместо ова принтање кое што нема потреба. За да се забрза дигитализацијата е потребна политичка волја и Пред се. поддршка и континуитет. И мислам дека е потребна поголема централизација на дигитализацијата на процесите. Ние за среќа еве науким со поддршка на ректорката сега Билјана Ангелова развиваме комплетно нов информацијски систем за универзитетот во кој планираме да ги интегрираме сите овие чекори кои ги споменав, со двофакторна автентикација, со поефикасна база на податоци, со дигитални сертификати за сите. Меѓутоа, иако таа ќе вложи сега и ќе не поддржи да го развиеме, треба да имаме поддршка од другата страна. Например, на студентите им издаваме некои потврди за редовни студенти за бесплатна месечна карта во ЈСП и не беше едноставно да се убеди ЈСП Скопје да ги прифаќа дигиталните потврди за редовен студент и потоа при секој нов директор таму мора повторно да се убедиме дека е тоа валидно. Затоа сме ние тука да го општеството менуваме малку начинот на размислување и стравот, бидејќи дефинитивно постои страв од технологија. Така. И особено во општество како нашето кое што нема доверба во институции и тоа се прелева, нема доверба во академија, нема доверба во роботи кои што таа ги продуцира или ги создала во светот, нема доверба кон светските сили, кон компаниите, затоа што биле луѓето многу често изневерувани и нормално е, меѓутоа тоа мораме да го менуваме. Колку е реален стравот од технологија, ние затоа го ставивме тука Роби да видиме дека не е многу страшно, Така е. ама генерално има еден голем страв. Постои она мрачна страна на интернетот, која што ја кажавме дефинитивно, но колку е реален стравот од тоа дека еден ден роботите ќе не победат, ќе не освојат и ќе постигнат една повисоко ниво на интелигенција од нашето, од човечкото, па ќе речат може вие сте ни баш и одвишок. Повторно тие стравови се лекуваат, кои сите фобии, со образование и со имрзив experience. Значи, ние имавме еден проект со Мартин Михајлов, кој беше ваш гостин тука пред неколку епизоди, за геймификација, употреба на геймификација на игрици, на игри, видеоигри, кај пензионери, за луѓе кои никогаш немале допир со технологија, да преку едноставни игри за пензионери, да станат комотни во употреба на тач екрани и таблети и потоа преку тие видеоигри која ќе стекнат самодоверба во употреба на електронскиот уред да преминат во онлайн плаќање на сметки. Така што повторно потребна е lifelong learning и сега да се навратам на оние децата ги споменавме, зашто во последно време преферирам со деца. Имав тој проект за пензионерите и беше успешен. Имавме експерименти со возрастни лица кои никогаш не работеле со компјутери, преку едноставни игри станаа комотни да го користат таблетот и потоа да преминат, да комуницираат со внуците и слично. Новата технологија е многу поинтуитивна и полесна. Ние секогаш ги подценуваме пензионерите. Меѓутоа, јас мојата баба сум ја учела да користи телефонски уред и сум ја научила без никаков проблем. Нормално, неколку пати ќе објасните. Меѓутоа, новата технологија е многу поинтуитивна од технологијата што таа ја користела. Значи, зборуваме машина за куцање, зборуваме апарат со филм, е потешко да наместите отколку да сликнете со телефон еднаш едно копче да им покажете на пензионерите како да користат. Мислам дека повеќе се што правеле во минатото е потешко. Полесно е тач да притиснеме и рерната да се уклучи, отколку да се наложи не знам, така дрва за да се Точно, па така е. И имаше примери дури некои експерименти кај што на млади им беше дадено да ја користат таа технологија што бабите нивни ја користеле па да видат колку лесно ќе научат, зашто нели често гледаме малку од повисоко, ние ја знаеме новата технологија, ќе ја научат. Мислам дека не е проблем, повеќе е тој мајндсет што баш убаво со преку игра сте ја срушиле бариерата, кај и стравот кај повозрасните дека ова е некоја технологија што ние не ја знаеме,
затоа што веројатно нив им требало долго време да ги усовршат техниките за претходната технологија. И исто еве меѓутоа телефонот, штом го учи дете од 2 години, човек кој што и tekako работел во животот и правел, ќе научим за многу кратко. Така е, има и посебни специјални уреди за повозрасни лица, бидејќи Да, сепак со поголеми бројки. така, со кај повозрасните лица има за жал заради самата возраст опаѓање на ментални капацитети, има опаѓање на моторни вештини, има намалување на видот, нели? И не е едноставно, некои работи кои нам ни изгледаат едноставни, тривијални со тач екранот, за нив не е така едноставно, затоа што не се во истиот интелектуален свој капацитет кој биле во своите 30 и 40 години. Така што потребни се некогаш посебни кориснички интерфејси кои ќе бидат редуцирани без премногу дистракции, на кои што ние сме навикнати сега, банери од сите реклами, икони од сите страни. Мора да се адаптира за потребите и можностите на лице кое веќе нели со возраста има пад на капацитетите ментални, но сепак ќе кажам потребно е доживотно учење. Еве споменавте дека технологиите, ние живееме во ера која за човештвото е најдобра од целата досегашна историја на човештвото. Живееме најдолго од сите луѓе досега, најмалку физички работиме од сите луѓе досега, најмногу слободно време имаме од сите луѓе во историјата на човештвото. Најлесен ни е животот. Иако луѓето умееме да се жалиме и плачеме и да наоѓаме проблеми, и секако секогаш ќе има. И секоја технологија е меч со двеоштрици. Ако вие во денешно време му предложите на некого дека ќе се развие мотор на внатрешно согорување кој што ќе се напојува со многу запаллива течност, не знам дали ќе биде прифатено во денешно време. А сите возиме автомобили и не може да го замислиме животот без автомобили. И за жал секојдневно се гине во автомобили, ама тоа не значи дека не се многу корисни. Одиме, завршуваме многу повеќе работи од луѓето во минатото. Одиме на одмори. И работиме на безбедноста. Работиме на безбедноста. Така што сите технологии кои ги употребуваме можат да бидат опасни, но и екстремно корисни. Интернетот е исто така. Еве јас сега работиме на проект од Европската унија, МК SafeNet, во соработка со Министерството за дигитална трансформација, се вика сега, и со Европската унија, и со серија партнери, универзитети и невладини организации од Македонија, да развиеме центар за побезбеден интернет за деца. Целта ни е да се развијат едукативни материјали за дечиња, родители и наставници за во целиот едукативен процес на децата, од градинка до факултет, а и понатаму, да ги обучиме за сайбербулиинг, за сайберсекстинг, за груминг, за фишинг, сите ризици на кои тие се изложени, за да може децата времето кое го поминуваат на компјутер, на мобилен уред, да биде контролирано и квалитетно, продуктивно. Детето наместо бесконечно долго да гледа бескорисни или штетни видеа, инсталирајте му едукативна апликација, нека учи странски јазици, нека учи математика, и тоа може да биде забавно. Децата ги учиме што им е забавно, а што не им е забавно, и ние треба да бидеме пример за децата. И многу малку е некогаш потребно за да се обучи општеството по квалитетно да ги користи технологиите и уредите. Особено ако почнете од децата. Мене ми било секогаш интересно, бидејќи одредено време работев во содржина за деца, единствената во Македонија која што редовно создава. Поздрав до целиот тим на Светот на Биби, меѓутоа на вистина беше интересно да се види како детето, ако го искара родителот, зашто Биби рекла дека не треба да се фрла надвор од канта и на секаде цигара и од пушок и така натаму, како родителот брзо исто така научува. Значи, преку децата ние ги учиме и родителите и нели нормално преку нас како родители, нашиот пример, многу може да научат децата. Меѓутоа, убаво е да се почнете, вие сте биле често во училница со деца, директно да имате со нив интеракција, да им објасните како да го користат интернетот и тие можат некако и да го пренесат тоа на нивните родители. Па не мора, мамо, ова знаеш какви има други можности. И особено што кога веќе го поминуваат
времето во дигиталниот свет, ако ги подготвуваме за улицата како безбедно да ја поминат, зошто да не ги подготвиме и како безбедно да користат интернет, и тоа многу ми се допаѓа што се повеќе и вие го правите, ама некако гледаме и примери кај компаниите, особено интернет провайдерите и телекомуникацијските компании, кои што веќе си ја сваќаат, да кажеме, одговорноста да малку се активираат и да ги обучат. Во овој младите. проект ни се партнери од Ајден исто така и со нив имаме заеднички кампањи за подигање на свесноста и, например, имаат тие проект за совесно инфлуенсерство. Секој инфлуенсер има обврска, особено некои инфлуенсери кои се инфлуенсери кај најмладите, треба да внимаваат како се однесуваат, што зборуваат, бидејќи тие се рол модел за однесувањето на младите. И тоа го гледаме. Често младите се однесуваат повеќе како инфлуенсерот што го следат отколку како својот родител, да кажеме. Родителите се инфлуенсери до одредена возраст, потоа помалку. Наредни големи инфлуенсери се наставниците во училиштата. И затоа работиме и со нив, бидејќи тие, сакале или не, се инфлуенсери. Тие се оригиналните инфлуенсери. Тие се, јас можам пример да ви дадам. Сите девојчиња во класот на ќерка ми побараа иста фризура како учителката. Значи, Жив тоа е сведок добра бев. учителка, што ја толку ја сакаат иста фризура. Жив сведок бев на инфлуенсерство од наставничката. Колкава е моќта на вистина на наставниците, на професорите, баш во тој дел, не само во делот да се едуцира, туку и во делот да се биде пример за тие деца. Многу е различно од било која друга работа и можеби тука на исто рамниште со докторите одговорноста, зашто правите луѓе, мислам, им го поставувате голема, да. Се креира животот. Нели, децата се некакво тесто кое може да се месе и да испадне лепче, пица или различно нешто и многу е деликатно и тие наставниците се многу влијателни и треба многу да се внимава. Работиме подолго време и преку некои невладини организации, баш преку овој проект од МК SafeNet за обука на наставниците. Треба пример да бидат, знаете, ако го гледаш наставникот дека половина час го поминува на мобилниот телефон молчејки наместо да работи со децата, или ако видите дека на мобилниот свој уред гледа во кладилница да прави уплата наспроти едукативни содржини, децава тоа го прецепираат и после го реплицираат. Така што однесувањето на наставниците исклучително важно и тука исто кога ги гледаат со цигари на пауза надвор од училиштето, исто има негативно влијание на децата. Тоа се менува и тоа е добро затоа што значи дека вашата работа вродува со плод, затоа што порано ние кога сме учела од наставничка канцеларија димот се ширел низ целото училиште, додека сега немате таков пример, па често и ќе се скријат, ќе излезат некаде да не ги гледаат децата ако веќе нели одлучиле да пушат цигари. Меѓутоа мислам дека почнуваме да разбираме, жалното е тоа што не креираме најдобри кадри. Во Финска 6 години е школото како за доктор, така за учител. Зборуваме и за во основно, и за во средно, и генерално. А додека кај нас некако се уште важи педагошкиот факултет за факултет каде што одат оние кои што не знаат што да запишат. Тоа треба да е повик да бидете наставник во животот, така што мислам дека тука малку и ние треба да влијаеме и факултетите да направат една вредност од наставници кои што идните генерации ќе ги образуваат. Меѓутоа, ајде сега од овие малите деца да отидеме на вашите деца, студентите. Какви генерации на студенти доаѓаат? Мене секогаш ми било интересно кога ќе кажат, вие супер бевте, а вие новиве, какви се, не ги бива и слично. Какви генерации доаѓаат? Што сакаат новите студенти, како сакаат да учат? Со студенти е секогаш убаво да се работи, затоа што се секогаш млади. За мене времето поминува, ама тие се секогаш 18 годишни, до 22 и понекогаш и повеќе. Новите луѓето се луѓе насекаде во светот и генерациите секако ги користат најновите алатки кои им се на располагање. И тоа можеш да го следиш тој тренд кога си ментор на дипломска работа, например.
кога се појави Google Translate, можеше да се воочат механички преводи Да, во дипломските, во семинарските работи, без да се разберат. Еден пример ќе ви кажам. WordPress is an open source CMS. Добре. Преводот беше WordPress е отворен извор на систем. Сега па тоа се large language модели. Тогаш и книги и скрипти такви добивавме. Така е. Имаш време кога правевме онлайн испити заради короната. Среќа тогаш не постоеше ChatGPT, бидејќи инстантно им ги решава овие тривијалните задачи програмерски кои ги даваме на бруцошите. Така што генерациите луѓето се луѓе секогаш, работата е само кои алатки ги имаат на располагање и со кои предизвици се соочуваат. Сакате да кажете сега се дава со ChatGPT завршено, почесто. Не секогаш се, меѓутоа се бориме со новите предизвици со кои доаѓаат. А тоа е добро или лошо? Има ли логика да не се користи одредена алатка која што ви е на располагање? Дали е прашањето како да се користи, дали ние треба да не научиме ако го користиме? Не, треба да се користи секоја нова технологија. Вештачката интелигенција нема да не замени нас, ама луѓето што ја користат вештачката интелигенција ќе ги заменат оние кои не ја користат. Бидејќи луѓето што ја користат ќе бидат попродуктивни, поефикасни. Не мислам аз дека не треба студентите да го користат тоа, меѓутоа треба да се најде разумен баланс меѓу употреба на large language модели за поефикасно и поквалитетно работење, меѓутоа сепак соодветно учење и разбирање на фундаменталните концепти на секоја наука, во мојот случај информатиката, за да може long term да бидат луѓето продуктивни, квалитетни, да знаат логика, да бидејќи технологиите се менуваат. Да. Еве тука може да зборуваме за универзитетско образование наспроти некои пократки курсеви кои знаат да се популарни. Тоа е неспоредлива разликата. Тоа сакав да прашам. Некако стана тренд сега баш од Финки, кога имам тука професор, не можам ова да не го прашам. Стана тренд да секој може да си запише курс и да стане програмер. Тука да не се лажеме, одат и работат, тие луѓе функционираат, прават компании, прават апликации. Но која е разликата да вие имате академско знаење наспроти курсот и како да се комбинираат две? Значи, неспоредливо е академско 4-годишно или 3-годишно образование наспроти 6-месечен курс. Може некој да помине некој побрз курс, меѓутоа таквиот програмер ќе биде ограничен на технологијата која ја изучил во тој курс, никогаш нема да стигне да биде лидер на некој тим, никогаш нема да стигне да биде архитект на некое решение, ќе нема холистички увид во проектите кои се развиваат. Секогаш ќе биде еден запчаник во машинеријата, а оној што ќе го проектира целиот систем и ќе има увид на сите запчаници, ќе биде оној со академското универзитетско школување. Затоа што има науката зад тоа што го работи. Така е, има науката и ги има оние работи кои се стабилни во информатиката. Имате вие нови алатки кои траат по пар години па бидат заменувани со други. Меѓутоа има кај сите нив некои основни концепти кои ние ги учиме на универзитетот, кои нашите дипломци ги имаат и потоа им служат полесно да ја совладаат секоја нова технологија. Некои работи не се менуваат со децении. Имате бази на податоци, имате основно програмирање, имате некакви кориснички интерфейси. Тоа на кратки курсеви не се научува и таа е празнина која тие луѓе ја носат за секогаш со себе. И ова не е нешто од мене, туку во наша соработка со индустријата го добиваме овој фидбек, дека луѓето кои ги вработуваат со завршен Финки, имаат долга, успешна, напредна кариера, наспроти луѓето кои доаѓаат со курсеви, кои се ограничени во продуктивноста, во снаоѓањето со нови технологии и алатки. Така што има баланс за двете. Значи, секогаш може некој дипломец да оди на некој курс, да совлада побрзо и полесно некоја нова алатка. Да, може, и тоа да се комбинира со сама да се шифта од една технологија на друга. И такви курсеви се добре дојдени. Меѓутоа не се замена за квалитетно
универзитетско образование. Јас можам да научам минимална хируршка интервенција да ви направам. А дали би дошле да ве сечам? Не. Иначе можам нешто едноставно. Ке земеме скарта и се снајдеме. Може, ако е со вештачка интелигенција, Ето, може ќе верувам тогаш, ама вака не. Така што не се споредливи двете работи, може да се дополнуваат, ама не може да се замена за истото. Плюс во државните универзитети во Македонија, особено на УКИМ, се уште одржуваме еден квалитет кој во приватните универзитети го нема. И некој висок критериум кој е гаранција кога дипломецот ќе излезе од универзитетот дека сепак носи со себе знаење и некој капацитет за учење и некаква упорност и страјност. Треба да издржиш 3-4 години, 7 во просек. Тоа сакам да кажам, не е само да тоа што патот. го учиш, туку еве јас на пример сум студирала и паралелно сум работела во телевизија, а економија сум студирала. Сето тоа да ти се појавиш на испит, да дојдеш, да го спремиш испитот, те подготвува понатаму за животот каде што ќе работиш една-две работи паралелно ќе треба да правиш и мислам дека искуството да бидеш студент е незаменливо со било што друго, затоа сега се вратив на магистерски студии. Тоа е животно школа. Рокови да запазуваш, да се појавиш на време, на место. Како Ама и науката, и професорите да ги слушаш како размислуваат, сосема различно. Нешто кое што треба да се искуси 4 години треба да трае. Јас мислев дека нема да добијам многу од моите магистерски студии, затоа што 12 години работам во медиуми. Меѓутоа, сосема е различно кога ќе навлезете во теоријата, па имате можност да истражувате теми што ви интересираат, а не нужно ги работите, ви дава една ширина. Така што мислам дека треба младите, ако имаат амбиции, особено ваква нешто интелектуален труд каде што е потребен, да си дојдат на факултет, дали кај вас, дали кај нас, дали на економски, се едно. Сега во факултетите кај нас недостасува според мене она што се вика комерцијализација. Малку повеќе има финки, но другите многу малку гледаме дека имаат некакви дали спин-оффс, дали работа на научни проекти кои што потоа се користат од страна на реално да бидат пронајдоци научни кои што ќе ги користат компаниите и слично. Зошто толку тешко оди тоа кај нас? Тоа мислам дека секој студент би го мотивирало и дополнително има примери каде што и студентите си се малку и платени, па тоа им е првата работа да истражуваат и да ја засакаат науката и да сватат дека ова може да ми е работа дури во Македонија, да ми е интересно и не мора да бидам професор на факултет, можам да работам на вакви научни утре комерцијални проекти и продукти, тоа дава додадена вредност, односно бизнисот ќе прави повеќе пари ако има иновации и воведе иновации. Во право си, ние на Финки уште при самото формирање на факултетот пред 15 на години и внесовме во програмите висока доза на предприемништво, иновации, тоа се предмети со буквално овие имиња. Менеджмент, маркетинг, значи и идните инженери, треба да ги разбираме, никогаш не бил вистинит оној мит дека инженерите биле некои гикови кои само гледале во еден правец. Од секогаш имало некои успешни предприемачи од редот на инженерите, меѓутоа тој мит сакавме да го разбиеме и дополнително навистина да им ги расшириме хоризонтите, да не бидат фокусирани само на технологиите, туку воведовме настава на курсеви кои сметаме дека ќе ги направат подобри инженери. Или ќе развијат стартапи се од инженери. Или ќе развијат стартапи, или макар и да не развијат свој стартап, да бидат поуспешни себе си, да се продадат подобро во своето работно место, да се исценкаат за подобра плата за себе, ако не друго. И тоа го гледаме. Во пракса, на УКИМ исто така, го следевме трендот со постоењето на инкубатори и на бизнис акселератори на сите универзитети во светот, па пред 5-6 години имаше еден повик од ФИТР и нашиот универзитет се јави. Околу 6 факултети сме тука ангажирани, Финки, ФЕЙТ, Машински, Економски факултет и Економски институт и ПМФ и ТМФ. Формиравме бизнис акселератор, кој што иницијално имаше некој буџет од околу 500.000 евра да вложува во стартапи од студенти најчесто и ние вложивме јас учествувам во бизнис акселераторот, вложивме во стартапи токму за комерцијализација на технологии кои иницијално доаѓаат од редот на студентите или професорите на факултетот да се поддржат.
Дел се успешни, дел се помалку успешни. Нормално. Има ограничувања кои што ние не можеме лесно да ги надминеме. Сепак Македонија е мала земја, а со тоа и мал пазар. Македонија Да. има мала куповна моќ. Така што секој бизнис кој планираш да го почнеш, мора од старт да имаш визија регионално да се шириш Или глобално. И глобално. Не е едноставно регионално или глобално да се шириш, со оглед дека не сме дел на, за жал, на Европската Унија и многу е тешко да и треба многу средства да се пласира продукт или услуга надвор од светот. Не е дека немало обиди, не е дека немало и дел успешни обиди. Имаше на тука подкасти гледав разни апликации кои се популарни на глобално ниво. Да. Има фирми во Македонија кои работат, видеоигри кои се продаваат во целиот свет, Тука психолошки таа терапии. продажбата малку некогаш ни мањка, маркетинг делот, можеби. И финансирањето на стартапите е скап и не секогаш инвестиција со поврат. Јас споменав 500.000 евра, ама тоа е капка во море. Тоа сакав да кажам 500.000 евра, вака кога ќе го кажеме, за Точно некого така. звучи како многу, но тоа се неколку Многу компании. малку е тоа. И еве чисто за паралела на факултетот каде што колегата Виктор студирал предприемништво, како ве учеше професорот, па имаше некоја проектче, ни даде 2 милиони, ни рече соберете ги од кампусот стартапите што може да се направат и видете вие на кој колку ќе му дадете пари за да тргнат со комплетно спремни дека тие пари може нема да се вратат и најчесто е 1, 2, 3 бизниси да вратат, сте Така е. супер затоа што многу пак ќе вратат во економијата. Еден од 100 од стартапите успева, ама тој е еден, ако е юникорн, ќе Ама заработи за и сите. на тој ризик работат инвестициските фондови, на тој ризик работи кај нас фондот за иновација кој е малку по-конзервативен во пристапот и генерално не може да има секаде поврат. Меѓутоа, ако не вложувате, па нема да имате нови фирми, нема да имате богата економија, така што едното го покрива другото. Овие 1-2 ги покриваат сите останати кои што се пропаднати, ама ете таму им дале на една генерација на студенти само таа група 2 милиони. И сега ние викаме глобално нашите стартапи да се надпреваруваат. Како да се надпреваруваат? Со толку мал буџет. Не е само да го направите еве роботов, треба да го продадете, да го пласирате, да најдете потрошувачи, така што не е лесна играта, ама се исплати. Се исплати. Со тој бизнес акселератор носевме победници од некои наши хакатони и надпревари на настани во Берлин, во регионот, во Париз, да учествуваат на глобални или европски барем хакатони и пич сесии за да ги презентираат своите идеи и некои од нив успеа од Македонија, од некаков, дали преку нашиот бизнес акселератор или друг, да стигнат до финансирање на европско ниво или светско ниво. Имаше група студенти, доста беше популарна едно време, зашто толку кај нас трае еднаш ке се пушти веста, меѓутоа јас сега ги следам дел од нив, си функционираат и уште собираат инвестиции, уште продаваат, значи веќе имаат производи кои што се еднаш ќе сгрешат, еднаш ќе погодат. Една кочница кај многу млади стартапи беше што ќе се собереше млада екипа, имаше добра идеја, ќе развиеше добар продукт и почнуваат да се борат да го лансираат, симултарно налетува проект аутсорсинг, кој што ќе се плати добро, ќе трае 6 месеци, година, 3 месеци, меѓутоа добро ќе се плати. И стартапите заради добредојденоста на инјекцијата финансиска од тој аутсорсинг проект кој налетал, се ги насочуваат ресурсите кон аутсорсинг работата, го запоставуваат проектот собствен, продуктот собствен, кога ќе го запоставиш, конкуренцијата работи, ја копира идејата, го развива, бидејќи има некое финансирање и полека фирмите се пренасочуваа од свој продукт кон аутсорсинг. Аутсорсингот ќе запре во моментот кога оној кој го испорачал банкротирал или загубил интерес, или нашол поевтини работници на друга точка на светот и така натака, или има рецесија, имаше глобална од 2008, сега има од војната во Украина повторно рецесија некаква, инфлација. Ковидот беше исто така удар, така што за жал ќе тргнеа со убав продукт и убава идеја, ама
редовните приливи Брзите од пари беа аутсорсингот послати, да. ги насочуваа ресурсите и фокусот кон аутсорсингот, запоставувајќи го продуктот и завршија целата IT индустрија во Македонија во голема мера да биде аутсорсинг индустрија. Или лон производство. Лон производство Меѓутоа е- треба да учиме од грешките според мене, значи ние сме имале лон производство. За жал после транзицијата имаше ефтина работна рака во индустријата, во текстилната индустрија. Ние не успеавме да создадеме макар еден-два наши бренда кои што ќе бидат то на светски успешни, како што направија да кажеме во Полска има повеќе брендови. Туку нас проти тоа правевме пак лон производство, платена работна рака, фини веројатно профити и така натаму. Лесно, не треба ништо да смислите, немате дизајнери, немате, туку само ви требаат Нема ризик шивачи. да дизајнираш серија Нема која нема ризик. да се продава. Да, немате маркетинг тим, ништо и сега од една страна овие индустрии не ви работат, од друга страна многу ниско ги плаќате вработените бидејќи ви се потпира бизнис моделот на тоа тие да бидат ефтини и во моментот кога станаа поскапи работниците, овие индустрии си ги набавуваат сега тие истите услуги од друго место, а тука повторно текстилната индустрија барем пропадна. Така што мислам дека вие сте попаметни, затоа што веќе од сам старт влегувате со предприемништво, маркетинг, ги учите малку на тоа и студентите, сепак се работи за високо образовани кадри и стручни, така што се надевам искрено дека во IT нема тоа да ни се случи, дека ќе си направиме собствени производи, затоа што има квалитет. Факт е дека треба на тие стартапи да им се обезбеди еден екосистем, еве тој бизнис акселератор да продолжи да живее. Ние се обидуваме да го одржуваме во живот со финансирање од Европската унија, од проекти Да, тековни да. некои. Сега е EIT секретаријат, тој бизнис акселератор, така што да им обезбедиме на оние студенти, дипломци, професори кои што имаат добра идеја и минимум viable product или што и да имаат, да им најдеме финансирање, да им најдеме контакти, да им најдеме пазар, да им најдеме менторинг за некој аспект од бизнисот за кој не се чувствуваат спремни, дали е тоа за продажбата, дали е тоа за омасовавување на производството или контакти, како и да е. Не може самите си тие Не. патот да го изедат, треба да му се помогне на овој роботот, треба да му се овозможи на тој суперкомпјутерче кој што го има вградено во мозочето, да се истренира за да Да. може да оди да трча напред. Сега знае да оди, за да трча, треба да му се помогне малце. И исто така да завршиме на таа нота дека знаењето е единствениот ресурс кој што кога се споделува се зголемува за разлика од парите или технологијата или било што друго. Само споделеното знаење може да донесе некаков резултат и фала што го правите тоа. Ќе ве караат на факултет ако не ве вратиме брзо, инаку јас имам уште теми за И знаењето е единствен ресурс кој не може да ви го украдат. Не може никој да ви го украде, апсолутно Така си е што ваше. ваше и може да го користите и надоградувате и да создавате вредности со знаењето. Добро. Еве уште малку промоција вака како што ќе ве слушаат, верувам уште повеќе студенти ќе сакаат да се запишуваат кај вас. Поздрав до вас, до целиот колектив и фала што бевте денеска со нас и се гледам пак. Ви благодарам на Поздрав до поканата. тебе, јас викам со тебе ќе се, ама нема кога е професор човек, одма на вие. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство и да ги поздравам сите ваши гледачи и да се видиме повторно за убави теми.